Нема да кршим околи. Нема да бушиш гуми, нема сообраќајки да има. Тоа е најбитно. Се безбедноста на патот, ако е добар патот, поголема е безбедност. Тоа е првата придобивка. Патот води од Скопје кон граничниот премин Блаце кон соседно Косово, значаен трговски партнер на Северна Македонија. Сега има по една лента во двата правци, полни со крапеници. Северна Македонија треба да го направи овој пат автопат со што ќе се олеснат трговските, инфраструктурните и социјалните врски меѓу двете држави и двата народи. За да се забрза изградбата, автопатот беше поделен на две делници. Едната од граничниот премин Блаце до клучката Блаце од 2 километри, а другата од 10 километри од клучката кај спортскиот аеродром Стенковец до селото Блаце. По 6 години од почетокот на работите, изградени се само 2 од вкупно 12 километри на автопатот Скопје-Блаце. Но и тие не можат да се стават во функција, затоа што завршуваат тука, на овој куп земја, зад кој има провалија, па и веќе изградениот дел не може да се поврзе со останатиот дел поради различно ниво на висината на патот. Поради тоа, изградениот пат е затворен за сообраќај. Доправа ќе се одлучува како ќе се реши овој проблем. Па видите, можно е да има измени. Веќе нашите екипи беа на теренот, погледа, имаше одредени проблеми кои што се јавуваат. Тие се констатирани, нотирани се и стручните служби размислуваат дали ќе одиме со проект, па потоа да бараме објава на изведувач кој што ќе го реализира тие проблеми кои што се настануваат. Проектот пак за втората фаза од 10 километри во моментов е во фаза на евалуација во Европската банка за обнова и развој. Колку ќе трае евалуацијата, не се знае. Доставени се неколку понуди, но колку се оценуваат не се открива, за да не се влијае врз изборот на конечен понудувач. Трајановски вели дека двете делници ќе бидат пуштени во употреба како целина, откако ќе биде завршена и втората фаза. Проектот за автопат Скопје-Блаце датира уште од 2014 година, кога беше најавен како еден од приоритетите за инфраструктурен развој на државата. Изградбата на првата делница почна во 2020 година, од тогашната влада на СДСМ и ДУИ. Го продолжи актуелната влада на ВМРО ДПМНЕ. Никој досега не успеа да го заврши. Но затоа пак Косово го заврши неговиот дел од 65 километри за само 5 години. Автопатот Арбен Џафери оди од границата со Северна Македонија до Приштина и по него веќе 7 година се вози. Од таа страна има многу убав автопат, од таа страна има многу убав автопат, а ние усредина дупка. Јас сум тука од дете, од 70 година летам на Стенковец на аеродром и го знам ова како расте со години. Ваков лош пат до сега никогаш не бил. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски го нарече овој автопат најскапиот автопат во Македонија. Обвини дека компании блиски на ДУИ божем случајно купувале земјиште од приватни лица по трасата на автопатот Скопје-Блаце, за што доставил документи во обвинителството, каде пак се чека избор на нов јавен обвинител. Предпоставувам знаете, ако не знаете, прашајте кај претходниот директор на ЈПДП, од вашата политичка партија беше, дека тие 2 километри беа тендерирани на 14 милиони евра, ама на крај се платија 28 милиони евра. По нашиот закон за јавни набавки, значи тие се работени по македонскиот закон за јавни набавки, не врз основа на договори со било кои други финансиски институции, максимум можете да дојдете на анекс од 20%. Овде ќе отидено на анекс од 100%. Граѓаните кои често возат знаат за проблемите околу изградбата на Скопје-Блаце, но не ги напушта надежта дека еден ден ќе возат по современ автопат. Јас мислам дека ќе биде изграден, меѓутоа изгледа имале проблеми со трасата, со проектна документација и веројатно тука треба да се види каде е условно речено промашена траса или промашени тие детали од самата изградба. Нов рок за готов автопат сега не се спомнува. Кога ќе продолжат работите, ќе зависи од тоа кога ЕБОР ќе ја заврши својата евалуација.